се разгледани во проекциите на Центарот за истражување и креирање политики во врска со нејавените тарифи од страна на Доналд Трамп и неговата администрација. Тоа веќе беше најавено, сега уште не се реализирани. И тука имаме две сценарија, можете ли да ги објасните како тие влијаат на економскиот раст? Така, благодарам на поканата. Во нашата анализа, значи Центарот за истражување и креирање политики направи проекции врз основа на две сценарија во однос на инфлацијата и во однос на економскиот раст во земјите од Западен Балкан. Првото сценарио го нарековме ограничен Трамп, или поинаку можеме да кажеме дека станува збор за помалку драстично сценарио, додека второто сценарио е целосен Трамп или повеќе драстично сценарио, или ако би можеле да кажеме непосекувано сценарио, кое што не би сакале да се случи доколку се воведат тарифите од страна на американската администрација. Разликата помеѓу овие две сценарии е тоа што во првото сценарио на почетокот оценивме економетриски модел за инфлацијата и за економскиот раст, кој што ни беа како главни варијабли од интерес. Истите варијабли ги моделиравме во однос на оние детерминанти со кои што сметавме дека најмногу влијаат врз нив. Така предпоставивме во првото сценарио дека во периодот од 2025 до 2030 година би имало зголемување на инфлацијата за 10%, намалување на извозот како процент од БДП за 10%, намалување на странските директни инвестиции, значи за 5%, и останатите две варијабли кои што беа во моделот, тоа е основните средства во инвестиции, инвестициите во основни средства и учеството на работната сила во вкупното население 15+. За овие две варијабли предпоставивме природен тек во текот на 2025-2030 година, што значи дека би имале некои вредности кои што се слични на изминатиот период од 3 години, или така би го нарекле некој пондериран, подвижен просек од изминатиот период. Во однос на второто сценарио, како што рековме, по драстично сценарио и по непосакувано сценарио, значи овде предпоставивме годишно зголемување на инфлацијата за 20%, годишно намалување на извозот како дел од БДП за 20%, намалување на странските директни инвестиции за 10%. За самата анализа и објавата, тука се веќе и економиите кои би биле најпогодени. Каде се наоѓаме ние и кои земји би биле најпогодени од овие можните најавени или реализирани, ќе видиме секако тарифи од страна на САД. Така, како што спомнавме, во истражувањето беа вклучени 5 држави од Западен Балкан: Македонија, Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија. За жал за Косово немавме целосни податоци за периодот од 2000 до 2023 и со оглед на таа причина не беше вклучено во истражувањето. Во однос на тоа кои од овие земји ќе бидат најпогодени, според првото сценарио, Босна и Херцеговина и Црна Гора, значи останува да бидат, се очекува дека ќе бидат најпогодени во однос на воведувањето на тарифи во однос на балканските земји, додека најмалку погодена би била Србија. Тука не би случила и Македонија, која што во текот на 2025 година би задржала позитивен економски раст, меѓутоа во наредните години за Македонија се очекува така пат на економијата, што во текот на последните 2 години од проекцијата тој пат би се стабилизирал и би дошло до некој ниво на 2024 година, значи ова што измина претходната година, во анализата, значи, наречена како базна година.
Кои се главните препораки? Еве, дали можеме да реагираме некако сега, што треба да се превземе, каде треба да се фокусираат земјите, особено еве ќе говориме за Македонија, што треба да биде тоа што треба да се направи за некако колку толку да ги облажиме овие проекции кои што ги напоменавте во овие две сценарија. Така, ние Центарот за истражување и креирање политики излезе со така сет препораки кои што би се нашле пред оние полис, нели, мейкерс, полис, одлучувачите во политиките, до политичарите кои што може да ги, значи, да ги имат во предвид нашите препораки. Како еве најпрва препорака би било владите, значи на сите држави да воведат заштитни мерки во однос на ранливите сектори. Тоа се за овие 5 држави во делот на делови за возила и за машини, како и во текстилната индустрија. Потребни се краткорочни субвенционирања, потребни се даночни олеснувања за овие сектори. Исто така потребна е поддршка во смисла на истражување и развој и финансиска помош што би помогнала да би се диверзифицирал извозниот пазар. Значи, бидејќи знаеме дека конкретно за Македонија, ако веќе знаете дека 50% од извозот оди во Германија. Тоа, значи, би требало да се работи во тој дел, значи да имаме диверзификација. Потоа, како друга препорака, би било поддршка на домашните компании кои што со нивна поддршка на домашните компании кои што еве во случај да би настанала некоја трговска војна во светот помеѓу Европската унија, Америка и Кина, значи би било препорачливо со цел да се задржи инфлацијата стабилна и да се одржи економскиот раст, би било потребно да се поддржат домашните компании. Јас ви благодарам за гостувањето во Bloomberg Adria. Благодарам и вас.